أستغفر الله أستغفر الله. Ние ќе зборуваме од исламски аспект. Кое е решението за овие проблеми? Вели Ибнул Џаузи, кој живеел уште пред 8 века. Вели: Раейту себебел хумуми вал гумуми и'раду анилlah ва тааллуку бid-дунја. Вика, погледнав што е причината во грижите, секирациите, во стресот кај луѓето. Што е проблемот? Што е проблемот? Ако некој рече пари, па Шведска има најповеќе пари. Скандинавски земји има највисок стандард. Зошто луѓето таму се самоубиваат? Европа има најповеќе пари. Зошто има најповеќе самоубиства и во Словенија и други земји? Значи не е главен проблем пари. Не е проблем, ама не главен. Вели овој научник Ибнул Џаузи: Раейту себебел хумуми вал гумум. Вика, погледнав која е причината за гајлињата, секирациите, за проблемите меѓу луѓе. Гледаш, луѓе имаат јадење, пиење, пари, све, дома се караат, немаат муавет, се изневеруваат. Добро, ако имаат пари, зашто имаат гајлина? Не е проблем пари. Умот, верата во Аллах се вочеле. Фараейту, вика, па видов дека најголем проблем за луѓето зошто денеска се во стрес е поради што му свртеле грб на динот на Аллах се вочеле. И втора причина, тааллуку бid-дунја, станале робови на дуња. Робови се врзале за дуња. Па кога нешто ќе испуштат од дуња, тоа ги погаѓа. Тоа ги погаѓа. Човек зацртил во глава да заработи 5000 евра. И заработил 3000 и стресе тој. Човек имал 100 милиони во Британија. Со рецесија изгубил 20 милиони и 80 извршил самоубиство. Зошто? Бидејќи тој го гледа дуњалуков све. Во дуња која Аллах е направил несовршена, бара совршенство. Значи во нешто несовршено. Што е несовршено? Значи не е комплетно. Ти секој ден остаруваш. Секој ден ти откажуваат органи. Секој ден ти побелува коса. Секој ден ти паѓаат заби. Секој ден што поминува ти си постар. Не си помлад. И во свет кој Аллах го направил искушение, ти не можеш да најдеш мир. Ако најдеш мир во себе, нема во жена. Ако најдеш во себе во жена, нема во дете. Ако нема дете, во внука. Нема рад. Ама ако ќе свати верник дека дуњава е несовршена и дека не смееш да бидеш роб на дуња, тога тој ќе прифати со здраво срце. Па продолжи овој шејх и вели: Фараейту ма'рифат Аллахи, па видов оној кој ќе го спозне Аллах и ќе спозне верава, тој верува дека ова све што се случува Аллахова волја одредба. Да погоди болест, Аллах така сакал. Моје е да барам чаре, по доктори, по специјалисти, по лекари, по секаде. А после што ќе биде? Тоа е Аллахова волја. И тоа е смиреност. Ти работиш, подиш, печалиш, 1000, 200, 100, елхамдулилlah, примеричат се. Ти си го дал од себе. Проблем е ти ако мислиш дека јас верувам и ќе седам и некој ќе ме рани и ќе ми дојде ме на рискот. Пегамер беше пегамер, а беше овчар. Одеше, пасеше овци, правеше трговија. Вршеше сите работи. Не седеше, не чекаше. Омер велеше: о луѓе, и од нас, вие знаете дека небо не врне пари. Ниту земјава раѓа пари. Треба дојде на работа, да печалите, да сеете, да работите. После Аллах одредува. Ти можеш да постеш, да почнеш, Аллах да пушти, не време да го руши. Тоа е Аллахова работа. Тука не можеш да направиш. Ама ти треба да направиш своето.
Pa zato vika glaven problem što luđevo nema vera. Ovi se zborovi ne naučni, ama se potvrdeni su Kur'an. Veli Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. A onaj koji će mu svrte grb na Allah, koji će go zaboravi spomnuvanje to na Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, to će imati težak i naporan život. Težak život, danka, tesan život. Što? Život pod stres. Život pod stres, zašto? Gdjeći, onaj koji te sozdal for namena, so zadača. Ne te sozdal kako jadi pi uživaju. Allah te sozdal i ti dal zadači, obrski, i ti dal rok. Ti kažal teka, o čovjeku, ti si kratkotran, ti si rok. Što? Iza džađeluhum, la jestahirune sa'ate, wa la jestaqdimun. Vi imate rok. Koliko će vidjeti na dunja? Posle što? Produžuvate su patom. Vo grob, pa posle džennet i džennet. I zato ovi raboti, ako čovjek i shvati, vallahi će žive široko gradno. Veli Allah u Kur'an, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Koga Allah saka da te upati, da te čuva, ti gi otvori tvojite gradi. Kako ti gi otvori? Te pravi da shvatiš neka, ej čovjeku, ti si rob, ti si sluga, ti si ograničen, ti si samo jedno slabo stvorenije. I neka Allah je onaj koji vladaje od tebe. Vrati mu se na Allah, će najdeš spokoj, će najdeš rahat, će najdeš zadovoljstvo od duša. Ko će najdeš zadovoljstvo od duša, togaš možeš da čekoriš u ovoj dunjalu.